Советот на јавните обвинители ќе испрати негативно мислење на владата која почна, па ја стави на пауза постапката за разрешување на државниот обвинител Љупчо Коцевски. 6 членови на Советот кои не го поддржаа предлогот за разрешување се претседателката на Советот Душица Димитриевска, заменикот Башким Бесими, членовите Зорица Павловиќ, Елена Догазанска-Колева, Ермо Незири и Светлана Стојковиќ. Предлогот на владата за разрешување на Коцевски го поддржаа Ардијан Демири, Кети Петкова и Маријана Илиевска. Аргументите за позитивно и негативно мислење јавноста не можеше да ги слушне. Но од Советот уверуваат дека записниците ќе бидат објавени. Со двотретинско мнозинство јавноста беше исклучена, се заради заштита на угледот и интегритетот на јавниот обвинител, како и заштита на податоците кои што беа содржани во доказите кои што јавниот обвинител ги достави заедно со произнесувањето по предлогот. Целокупната дискусија на членовите на Советот ќе биде објавена на записникот на веб страната на Советот и јавноста ќе има увид во дискусијата на членовите. Владата во февруари ја започна постапката за разрешување на Коцевски, а премиерот рече дека и со негативно мислење на Советот процедурата ќе продолжи пред претениците, кои го имаат последниот збор. Но минатата недела Мицкоски најави дека постапката ќе запре поради истрагата за трагедијата во Кочани, но беше и дециден дека повлекувањето од постапката за разрешување не е трајно. Согласно Законот за јавно обвинителство, на денешната седница не присуствуваше Коцевски, кој е член на Советот по функција, но тој даде одговор по владиниот предлог за негово разрешување. Досега јавно ги отфрли сите наводи и рече дека не сторил тешка дисциплинска повреда. Владиниот предлог за разрешување на Коцевски, кој Телма го доби по слободен пристап до информации од јавен карактер, е на 3 страници, со обвинувања кои јавноста веќе можеше да ги слушне изминатиот период, но без повеќе детали. Сериозни проблеми со функционалноста, неефикасност во кривичното гонење, слаби резултати, нарушен углед на обвинителството, се дел од забелешките во образложението. Како потврда за ваквите констатации, владата се повикува на стручната и општа јавност и други релевантни меѓународни показатели, меѓу кои индексот за перцепција на корупција на Транспаренси.